Добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 8. По намалувањето на водостојот во реките продолжува превентивното расчистување на речните корита. Дирекцијата за заштита и спасување во Кочанскиот регион е ангажирана на 4 пункта, каде градежна механизација ги поправа оштетените земјени насипи. По првиот бран на зголемен доток на вода во речните корита во Кочанско, во тек се превентивни активности за поправка на оштетените речни корита во регионот. Дирекцијата за заштита и спасување ангажира градежна механизација за повторно насипување земја на бреговите од водотеците, за да се спречи ново излевање на водата. Најголем акцент е ставен на реката Брегалница, но се работи и на нејзините поголеми притоки, како Оризарска, Кочанска и Злетовска река. Како дирекција во моментот имаме ангажирани повеќе машини на повеќе места. Ќе спомнам дека една машина има ангажирано на Злетовска река, таму праве насип на Злетовска река и го штити село Уларци. Друга машина е ова на Кочанска река, која пред малку крпеше погоре на Оризарска река за заштита на село Прибачево. Еве сега во моментот е и овде. Друга машина овие изминати денови работеше во село Чифлик. Таму се работеше на прокопување на постоечките води што нема исцедување. Значи тие се веќе прокопани, водата се полека повлекува. И исто машина за копање на мали одводни канали во самото село, во Чифлик. Освен расчистувањето на речните корита, се работи и на заштита на објектите што беа загрозени од зголемениот доток на вода. Машина наша со камион насипуваше материјал на заштита на мостот на река Брегалница кај село Кучишино. Значи таму постоеше опасност новиот мост да се подкопа и не дај Боже да, ако еве овие што ги очекуваме новите дождови, да дојде до обрушување. Значи во моментот сме активни на повеќе места. Сакам да истакнем дека во текот на утрешниот ден ќе склучиме договор уште со една фирма за ангажирање на механизација која располага со исто така повеќе машини, со оддело на багери, скипови, булдужери и така да мислам дека спремно ќе го дочекаме новиот бран. Според Николов и покрај предходно преземените активности за расчистување на коритото на Оризарска река, таа на неколку места го пробила земјениот насип и се излила во околните ниви. За среќа не е направена поголема материјална штета како во изминатите години, а од излеаната вода зафатени се помали површини земјоделско земјиште. Во име на Дирекцијата за заштита и спасување, тој упати благодарност до локалните самоуправи од регионот, кои навремено, пред зголемувањето на водостојот во реките, превентивно ангажирале механизација за расчистување на најкритичните места. При поголеми, но и помали врнежи, комуналната инфраструктура ги покажува своите слабости. Атмосферските води со години создаваат проблеми на неколку улици во Оризари. Освен во кризните подрачја, поројните дождови ги сврлија на површина и старите проблеми во останатите населени места. Службите на водовод попладнево интервенираа на дел од цевководот во населбата Оризари. Станува збор за проблем што датира подолго време. Старите бетонски цевки се спуштиле под притисокот од атмосферските води што се слеваат по нивелираниот терен. Цевките се полнеле со песок што предизвикувал затнување, при што водата се излевала во дворовите од куќите. Поради тоа се јави потреба старите цевки да бидат заменети со нови. Оваа бара на кракот од улицата Гоце Делчев исто така е последица на пропуст во поставувањето на основната комунална инфраструктура. Последните 2 дена таа почна да се засушува, но хроничниот проблем останува. Причината е што нема атмосферска канализација што би ја канализирала водата кон Оризарска река. Кога врне дожд и да нема поголеми и мали, дождовите кога се малку кога врне, тука обавезно има вода како езеро е. Децата не можат на школа да одат. Боколат околните патишта. Од таа страна од оздоле, боколат од таму одат, тука не можат да поминат. У овај дел од таа куќа до таа тука до крајната нема поставена атмосферска канализација. Да ја собира атмосферската вода. И водата мора да се заѓолува. Треба да се направи тоа. Оваа жителка на Оризари сведочи дека кракот од оваа улица во голем дел од годината е практично непрооден, така што пешаците се принудени постојано да го заобиколуваат. Не се мини тука. Те додека стојам тоа натаму се е пуно вода. Треба да се најде крај за ова. Треба да се направи.
Од водовод велат дека во селата, споредбено со подрачјето на градот, се вршат повеќе од двојно поголем број интервенции на водоводната мрежа. Корисници од селата не плаќаат надомест за канализација, така што предпријатието овие интервенции ги врши доброволно. Општина Кочани е една од 4 општини во Македонија во кој се спроведува пилот проект за мерење на количините и составот на цврстиот отпад. Во него се вклучени 4 балкански земји, а резултатите треба да се добијат идната година, кога ќе се направи анализа на испитувањата на терен. Една година ќе трае испитувањето на количините и составот на цврстиот отпад што се исфрла на депониите во општина Кочани, како дел од пилот проект во кој се вклучени уште 3 други општини во државата. Се работи за регионален проект на 4 балкански земји, а носител кај нас е Македонската асоциација за управување со цврст отпад. Во просторите на општината се одржа работна средба меѓу представниците на Македонската и Српската асоциација со одговорните во локалната самоуправа, на која беше направено кратко запознавање за целите на проектот. Во Македонија проектот за вкупно мерење на количините на генериран отпад трае една недела, а сортирањето, односно утврдувањето на морфолошкиот состав ќе биде еден ден. Тоа е во рамките на првата кампања, а целиот проект трае една година. Ќе има 4 кампањи, од кои една е оваа зимската, а потоа и пролетна, летна и есенска, а проектот треба да заврши до крајот на годината. Општина Кочани е само дел од проектот, односно во секоја од 4 држави учеснички, Србија, Црна Гора, Македонија и Босна и Херцеговина, има по 4 општини. Освен Кочани, кај нас вклучени се општините Битола, Ресен и Илинден во Скопје. Резултатите што ќе се добијат од проектот ќе бидат прва информација за вкупната количина отпад што настанува на територијата на секоја од општините, додека со анализата на морфолошкиот состав ќе се добијат податоци од што се состои отпадот, односно колкав е процентот на секоја фракција во него. Проектот подоцна треба да се реализира во целата држава. Проектот е сега моментално како пилот проект се води и ќе се вклучени овие 4 општини, а после идејата е да се прошири на цела територија на Република Македонија, значи да бидат опфатени сите општини. Добиените информации од пилот проектот треба да помогнат за организирање на цел систем за успешно управување со отпад. За општина Кочани значи многу, затоа што ќе добиеме релевантни податоци од самиот терен за количините и составот на отпадот, врз основа на што ќе може да се градат и во еднина стратегии за управувањето со отпадот во општина Кочани. Учесник во проектот, освен општина Кочани, е и комуналното предпријатие Водовод, чии служби помагаат во прибирањето на податоците за цврстиот отпад од теренот. Уште најмалку 3 екипи составени од лекари и сестра се потребни да се вработат во итната медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом. Последната година оттаму си заминаа 3 лекари, а вработен е само еден. Земајќи предвид и тоа дека истите лекари се ангажирани и за двата проекти на Министерството за здравство, Рурален доктор и здравје за сите, повеќе од потребно е вработувањето на дополнителни лекари. И понатаму останува нерешен проблемот со недостиг од лекари на итната медицинска помош. Дури состојбата е полоша и од претходните години. Оти во последната година 3 општи лекари кои работеа на итна ја напуштија државата и заминаа во странство, а примен е само еден. Со оглед на тоа дека здравствениот дом од Кочани ги покрива 3 општини – Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, потребни се уште најмалку 3 екипи составени од лекар и сестра. Во моментот работат 5 екипи, но истите треба да се ангажирани и за проектите на Министерството за здравство, Рурален доктор и здравје за сите. Иако тамо отиде еден тим, тогаш остануваат 4 екипи, што е малку да одговорат на потребите на сите граѓани од 3 општини. Директорот на здравствениот дом Иван Спанчевски рече дека побарале одобрување од Министерството за здравство за вработување на 3 тима, но засега ситуацијата не е променета. Здравствен дом Кочани во руралните активности ги обава со една екипа, лекар, сестра, односно медицински техничар, што е малку, и треба најмалку уште 2 екипи за да може да биде покривен руралниот доктор. Исто така, ќе треба поголем број на доктори во итната медицинска помош.
Позагрижувачка е состојбата овие денови кога лекар од итната помош е ангажиран и за прегледување на луѓето во Чешиново Облешево заради воредната состојба со поплавите, па тешко функционира итната помош во Кочани. Овие неколку дена лекар и сестра одат во амбулантата во Облешево, бидејќи концесионерот што ја беше земал под концесија ја откажа, бидејќи се вработи во општа болница Кочани и е на моментално на специализација. Поради итноста на ситуацијата, како што реков, поради поплавите на реката Брегалница, овие неколку дена, односно до утре до петок, ќе руралната екипа ќе работи во амбулантата во село Облешево. Во недостиг на лекари, прегледите како дел од проектот Рурален доктор ги врши директорот на здравствениот дом доктор Иван Спанчевски и доктор Луиза Илиевска, специјалист по училишна медицина. По потреба се зема уште еден тим од итната медицинска помош, но на овој начин не може да продолжи, оти тие лекари се преокупирани и не се секогаш слободни да ја вршат работата што им е дадена од проектот и да одат на терен. Службата за едукација и превентивни прегледи кај возрастната популација од почетокот на годината започнува со превентивните прегледи за навремена контрола на параметрите кои се битни за навремено спречување на појавата на кардиоваскуларните заболувања. Здравје за сите и Рурален доктор откриваат нови заболувања кај младите. Продолжува акцијата на Министерството за здравство што ја извршува здравствениот дом од Кочани Здравје за сите. Едукацијата на населението за потребата од навремени превентивни прегледи за контрола на сопственото здравје е битен фактор за рано откривање на болестите, рече доктор Спанчевски. Сите знаеме дека хронични заболувања, особено болестите на кардиоваскуларниот систем и на респираторниот систем, се во значително зголемување во сите земји на светот, исто и кај нас. Затоа и активности што се преземаат со оваа акција Здравје за сите содржи мерење на крвниот притисок, висината, тежината, одредувањето на телесната маса, потоа мерење на висината на шеќерот и холестеролот во крвта. Не само тоа, туку и советување на нашите граѓани, особено од руралните подрачја, за здравиот начин на живот. Понатаму се продолжува со останатите превентивни прегледи за лицата во руралните средини, во кои граѓаните добиваат и совети за здравието. Проектот Рурален доктор е многу корисен, оти открива болести и кај млади лица. Доктор Спанчевски истакнува дека преку овој проект и посета на лицата од руралните средини доста заболувања откриле и кај лицата од помладата популација, што досега не ни знаеле дека ја имаат болеста. И годинава помасовно е присуство на македонски претпријатија на меѓународниот саем за овошје и зеленчук во Берлин. Меѓу нив е и фирмата Екстра Фунги, како единствен представник од Кочани. Слично како и во изминатите неколку години, и годинава кочанското претпријатие Екстра Фунги е една од македонските фирми кои учествуваат на саемот за овошје и зеленчук Фрут Логистика во Берлин. Пред 2 години нашиот представник склучи 3-годишен договор со швајцарската програма за промоција и извозот СИПО, чиј ефект веднаш беше почувствуван преку одличната деловна соработка со германската фирма Никлас, која исто така се занимава со пласман на печурки, лисичарка и вргањ. Според собственикот на Екстра Фунги, Сашко Антовски, сигурната и долготрајна соработка и цврстите деловни врски со локалните земјоделци и собирачи на шумски плодови од целата земја овозможуваат Екстра Фунги да биде препознатлив на странскиот пазар по својот квалитет, професионализам и сигурност во работењето. Географски најважни се пазарите во Франција, Италија, Шпанија, Германија, Чешка, Австрија и останатите земји од Европската унија. Поголем дел од извозот оди за преработувачката индустрија, а дел и за директна консумација. Како извозно ориентирана фирма, Екстра Фунги речиси 95% од своите производи ги пласира на странските пазари. Минатата година беше лансиран нов бренд Екстра Фуд, напакувани замрзнати и суви шумски печорки и замрзнато овошје за малопродажба во маркетите низ Македонија и надвор од неа. Тече изградбата на спортската сала и детската градинка во Оризари. Двата објекта доцнат со правичните рокови, но се градат со задоволително темпо.
И во зимски услови тече изградбата на спортската сала во основното училиште Крсте Мисирков во Оризари. Уште со доцнењето на почетокот стана јасно дека изградбата веројатно ќе се пролонгира. Училишната спортска сала ќе биде ставена и во служба на локалното население за спорт и рекреација, иако денеска тоа коментираше дека во населбата нема луѓе. Неоспорен е фактот дека голем дел од жителите на Оризари се иселени, а намалени бројот на децата во училиштето. За изградбата на салата ќе бидат инвестирани 24 милиони денари од буџетот на Република Македонија и од Европската банка за развој. Таа е дел од проектот изградба и опремување на 145 училишни спортски сали на Министерството за образование и наука, финансирано од владата на Република Македонија. Салата ќе располага со корисна површина од 650 квадратни метри, а ќе биде наменета за мали спортови со сите придружни објекти. Што се однесува до детската градинка, и таму работите релативно се напреднати. Со оглед на тоа што градинката во која ќе бидат згрижени 50 на деца не започна да функционира минатата година како што беше планирано, се очекува таа да биде во состојба да ги прими децата во септември оваа година. Градинката во Оризари е дел од проектот на владата за изградба на 14 детски градинки во руралните средини. Објавена поканата за учество на 51-иот драмски аматерски фестивал во Кочани. Заинтересираните аматерски драмски групи и секции, алтернативни и експериментални театри може да се пријават за учество до 10 април. Годинава драмскиот аматерски фестивал ќе се одржи од 25 до 30 мај, соопшти управниот одбор на Драмскиот фестивал на Македонија, кој традиционално веќе 50 години се одржува во Кочани. Пријавата, поканата и правилата за учество на годинашниот драмски аматерски фестивал се истакнати на веб страницата на управниот одбор. Заинтересираните аматерски драмски групи и секции, алтернативни или експериментални театри од 5 февруари па се до 10 април може да доставуваат пријави за представите со кои би настапиле. До 30 април драмскиот проект со кој се конкурира треба да биде доставен на CD до управата на ДАФ во Кочани. Потоа започнува работата на селекторот кој го има крајниот збор во изборот на представите што ќе влезат во официјалната програма на фестивалот. Право на учество на 51-иот драмски аматерски фестивал имаат представи на аматерски театри и драмски групи од Македонија. На фестивалот и годинава е планиран настап на аматерски драмски групи од странство за кои исто така важат правилата за учество на фестивалот. Следува спортската информација. Долгогодишниот борач на Спартак Александар Павлев кариерата ќе ја продолжи во Вардар. Сашко Иванов се враќа како тренер на женскиот фудбалски клуб Младост Иднина. Долгогодишниот борач на Спартак Александар Павлев направи трансфер во Вардар. Павлев има големи резултати зад себе како член на Спартак, а на крајот од минатата година започна да работи со младите категории. Тој исто така и поранешен спортист на Кочани. Работата со младите категории е причината поради која Павлев ќе патува во Скопје само за настапите. Тој на борењето му се враќа по пауза од неколку години. Сашко Иванов пак повторно се враќа на кормилото на женскиот фудбалски клуб Младост Иднина са Оризари. Со оглед на тоа што и понатаму останува Јоже Јованов, клубот во продолжението од сезоната ќе го предводи тренерски тандем. Во договор со спонзорот на клубот и со управата решивме да се вратиме пак во клубот. Од една едноставна причина што да го спасеме клубот, да обстои, да продолжи да се надпреварува во оваа полусезона. Мислам дека заеднички размислувања беа дека е штета клуб со толкова традиција. Значи сега за некои банални причини, за да мислам причини недостаток на играчи за да престане да се надпреварува. И успеавме да ги вратиме некои од фудбалерките кои израснаа заедно со клубот, значи како раснеше клубот, раснеа и тие, меѓутоа некои причини тие не продолжија да се надпреваруваат во оваа изминатата полусезона. И значи заедно со нив да направиме една стабилна екипа која ќе успее барем да се задржи негде на средината на табелата или меѓу првите 4 екипи. Јас мислам дека имаме таков квалитет.
Амбициите во продолжението логично се амортизирани затоа што во зимскиот преоден рок клубот го напушти моторот на екипата Анета Ѓоргиева, која заедно со голманот Фроска Костова го засили актуелниот првак ЖФК Кочани. Женскиот фудбал во Македонија се менува. Со појавата на нови клубови се наметна потребата од воведување на втора лига. Две екипи ќе го напуштат надпреварувањето. Значи ние по никоја цена не сакаме, мислам дека имаме квалитет, имаме залиха на бодови, меѓутоа не сакаме да се доведеме во ситуација да дојдеме во последните две екипи за да испаднеме од прва лига и од наредна година ќе има и втора женска фудбалска лига, значи и тоа е добро за женскиот фудбал, а не како до сега што беше пракса, едни инстант вештачки екипи за 2 дена со финансиски средства се правиа екипи и одма се надпреварува во прва лига. Значи сега ситуацијата е таква, ако некој нов клуб сака да се надпреварува во прва лига, значи мора прво да го помине рангот втора лига, ако како првак во втора лига, тогаш во наредна година ќе се надпреварува во првата женска лига. Осврнувајќи се на очекувањата, Иванов вели дека младост Сиднина С на располагање има 15 фудбалерки, претежно од редот на Оризарската школа. Иванов смета дека и во вакви околности екипата ќе остане успешен спортски колектив. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.